Тргнувајќи од Струмица, возејќи кон Костурино, ќе го поминете Раброво, па ќе стигнете во Валандово. Веднаш од десната страна ќе го забележите патоказот кој води до едно од најубавите села во оваа општина – Пирава, со околу 1850 жители. Ова населено место се брои во најголемите села во Валандово. За настанокот на Пирава постојат неколку легенди и преданија. Самиот збор потекнува од синтагмата пир на ова или гозба на чист воздух, на местото каде се наоѓа денешното село. По долгото патување, тука се одмарала османлиската војска. Местното население принудно приредило гозба за војниците и војсководците. Гозбата била под отворено небо на чист воздух. Од тогаш преселените предци на денешните пиравчани од првобитната местоположба на селото во местноста Карталово седло, што значи Орлово гнездо, новооснованата населба ја нарекле Пирава. Има и други легенди за името Пирава, например, поради струењето на воздухот, често раздвижуван од ветер. По некаква аналогија, селото е наречено Пирава, како и поради присуството на народен лекар од Пиреја. За настанокот на село Пирава ќе ја слушнеме приказната на наставникот Никола Кованцалиев. Географската положба е многу и местоположба на Пирава е многу поволна и затоа има од најстариот период населено место, бидејќи уште во праисторијата. Тоа го сознавам или го дознавам преку ископаните артефакти или пронајдени некои археолошки предмети. Пирава како населено место се среќава уште и во античкиот период. Во тој период Пирава со обединување на македонците под Филип II Македонски и Пирава се спомнува во некои документи, односно историски архиви, дека било населено. Првото место на Пирава на населување било западно местоположбата денеска што стоиме и било наречено Карталово седело. Карталово седело значи Орлово гнездо. По некои орли, а зошто тие орли се населија, а денес ги нема? Бидејќи на тоа место, западно 2,5 километри од местото кај што се наоѓаме, имало многу стока. Значи, географската положба, климата која владее овде, се населувало, имало многу стока, но бидејќи имало пак сега и многу болести, инсекти. И тука имало многу угинување на стоката. Тие картали, наречени орлови, биле месојади. И затоа се населија. Денес ги нема, значи нема болести. Тоа Карталово седело постоело се до појавата на крајот од античкиот период во Македонија и во Пирава, кога навлегол, односно поминал еден лекар од Пиреја. И тој по негова иницијатива, лекарот од Пиреја, да луѓето ги фаќа епидемија и чума и стоката, бидејќи има многу инсекти и бактерии. И затоа им предложил на денешното место кај што се наоѓаме да се дислоцира Карталовото седело, да се населат тука луѓето. Тие го прифатиле. И сега, како прва легенда е дека луѓето, кој ви помогна, кој ве натера да се преселите во горниот дел на Ридот, источно од местото кај е лекарот од Пиреја. И таа легенда, лекар од Пиреја настанува името Пирава. Тоа е за поверодостојна легенда, а втората легенда за постоењето на Пирава како име и како населба е Пир Ава, кој потекнува од турскиот збор. Пир воздух, Ава, односно пир гозба, Ава воздух. Значи гозба на чист воздух. Но таа е поневеродостојна, бидејќи од 26. октомври 1371 година од Маричката битка во овој дел на Македонија и во котлината Гевгелско-Валандовската котлина и во Валандово, османлиите, турците навлегле 1395 година. Што значи веќе Пирава го имало името и поверодостојна е првата легенда за постанокот на Пирава. Пирава во текот на времето се развива многу, бидејќи во
како аграрно-источарска населба. И се до доаѓањето на словените, пак се развиват и сега тука се развива, запирава и црковниот живот, христијанството. Значи сега се појавуват така во манастирот Свети Ѓоргија, се наоѓа и меѓу првите најстари цркви Свети Никола од 4. век, која е разурната од словените, кои навлегле во крајот на 6. и почетокот на 7. век. Има еден податок во 808 година и 888 дека во Пирава веќе се развивало активно црковниот живот. Потоа во османскиот период, па во средниот век и на крајот да кажеме за 19. век во Пирава, еве на местото кај што е црквата денес, било едно училиште унијатско, значи унијатско училиште, ниже музичко училиште. 1898 година, меѓу првите населени места кои добиле музичко ниже училиште, со учителот Илија Андонов од Енидже Вардарско. Постоел 2 години, но бидејќи времињата тогаш биле пред Илинденското востание со Валандовската афера, училиштето било затворено. Селото добива голем развој и за време на Балканските војни, после Илинденското востание. И за Првата светска војна учествуваат многу жители од Пирава и сега периодот на развивање на селото се развива па меѓу двете светски војни, кога Пирава потпаѓа под кралството на срби, хрвати и словени и кога населението било наречено јужно србијанци, односно Вардарска Бановија. Тогаш се разбудиле сега интелектуалците кои се школувале, да не ги спомнувам по имиња, ги има многу од Пирава кои се школувале во Солун, вршеле пропаганда за ослободување. Се до Втората светска војна, кога па 1941 дошле бугарите и по ослободувањето во 1944 година на 26 август масовно младината од Пирава, тогашните младинци, излегле во партизани, така се водат тие документи, и отишле во партизани за национално културно ослободување на нашето населено место, а со тоа и на нашата татковина. Населеното место Пирава е најголемо село во општина Валандово, со над 1850 жители и околу 550 домаќинства. Пирава се брои во населени места кои постепено прераснаа во урбани населби. Но не само граѓаните, голем удел во развојот на Пирава има и локалната самоуправа. Водовод, канализација, енергетско ефикасно училиште, црква. Пирава ги има сите услови за реализирање на секојдневните потреби. Па слободно можеме да кажеме дека ова населено место ги доби сите атрибути за една прекрасна урбана градска населба. Село Пирава, едно од најголемите населени места после градот Валандово и кој што веќе прераснува и во населба. А причината зашто го кажувам тоа е дека мојот приоритет како градоначалник беше да сите населени места покрај градот Валандово добијат урбан начин на живење. Што значи тоа? Да ги добијат сите оние инфраструктурни објекти како што се канализација, водоводни мрежи, асфалтирани улици, организирано собирање на смет, се основните постулати со кои што јас како градоначалник уште во 2005 година кога дојдов си ги поставив пред себе за да овозможам да граѓаните во село Пирава живеат онака како што треба. Како најголемо населено место во село Пирава успеавме пред се најгорчливиот проблем да го направим, да го решиме, а тоа е поставувањето на канализационата мрежа, бидејќи почна да се појавуваат влаги по куќите на граѓаните и навистина представуваше еден голем проблем. Заедно со Министерството транспорт и врски, проект преку владата на Република Македонија, наша обврска беше да го направиме проектот, тоа го сторивме, конкуриравме и со средства од буџетот на општина Валандово успеавме во 2 етапи, значи за 2 години, бидејќи се работи за големо населено место со 2000 жители и 450 куќи, да ја поставиме канализационата мрежа и да успееме да ги натераме сите граѓани да се вклучат во канализационната мрежа. Придобивките
од правењето на канализационата мрежа граѓаните ги гледаат после 3-4 години, бидејќи немаме инсекти, комарци, муви и се крајно благодарни. Обавувајќи го истовремено кога поставувавме канализационата мрежа, веднаш низ целото населено место заедно со местна заедница, а изразувам голема благодарност особено до местниот одбор во населеното место Пирава, успеавме сите они азбестни цеви и железни цевки за снабдување на граѓаните со вода за пиење да ги промениме, така да село Пирава моментално има некаде околу 90% еколошки црева или систем поставено за вода за пиење, бидејќи знаете дека село Пирава се напојува со природна вода од изворот кој доаѓа од планините, така да успеавме на граѓаните покрај поставувањето на канализационата мрежа да им доловиме и да имаат достапна и еколошка вода за пиење. Водата ни е еколошка, доаѓа од извор, меѓутоа цевките кои што ги променивме навистина са ова голема придобивка. Поставувајќи ја подземната инфраструктура се создадува услови да веднаш она што го расипавме со копањето и поставувањето на канализационата мрежа да ја направиме и надземната инфраструктура. Веднаш пристапивме со средства кои ги добиваме од агенцијата, односно фондот за патишта и од буџетските средства да асфалтираме многу улици низ Пирава, а особено проектот поврзување на две населени места со кои општина Валандово конкурираше пред Министерството транспорт и врски, Валандово Пирава, успеавме да асфалтираме улици во висина од 380.000 евра, така да главната улица која поминува низ центарот на Пирава ја направивме со тротоари и вишњаци, а пак ќе кажам претходно успеавме да ги поставиме подземните инфраструктури. Понатамошниот тек на мојот градоначалнички мандат одеше да секоја втора година во ова населено место асфалтираме улици, меѓутоа во висина на средствата со кои располага општина Валандово. Општина Валандово домакински ја тераме, меѓутоа е мала општина која не располага со огромен буџет, меѓутоа тоа им го објаснуваме на граѓаните во село Пирава, тие разбираат таа работа и асфалтираме оноку колку што имаме. Оваа година, која што престои, кога веќе зборуваме за асфалтирање, 2015 година, тоа е улицата која оди од црквата и излегува на регионалниот пат R110 во должина од 500 метра и со отворен канал, ќе биде завршена во месец јуни. Ова јавно го објавувам пред граѓаните на село Пирава, така да главните артерии во населеното место ќе бидат завршени, ќе ни останат некои сокачиња и споредни улици, така да граѓаните, да не кажам до 2017 година, малтене во село Пирава и ќе нема неасфалтирана улица. Како лекар по вокација педијатар, односно училишен лекар, проценив кога дојдов како градоначалник дека сите оние подрачни училишта треба да ги добијат и еднаквите услови за обстојување и живење на учениците во нивните училишта, така да село Пирава и покрај тоа што е подрачно училиште е од 1 до 8, меѓутоа е подрачно училиште на Централното училиште Јосип Броз Тито од Валандово, успеавме да му направиме енергетски ефикасна фасада, а на тој начин успеавме да заштедиме некаде на годишно ниво околу 10 тона нафта, така да заедно со директорот тие средства ги ребалансиравме со одлука на совет и истите средства повторно беа вложени во истото училиште, така да успеавме да промениме сите прозорци, да поставиме енергетски ефикасни прозорци, да го промениме кровот и да ставиме нов котел, бидејќи тој котел поради својата старост ја завршил својата работа и на тој начин да овозможиме и на селото, а да не кажаме на учениците, на вистина прекрасни услови за престојување во училниците. Како што минувале годините, така се менувал и животот на жителите во Пирава. За постарите граѓани, кои речиси повеќе од 50 години живеат тука, порано животот бил поубав, а младите пак со спротивно мислење. Убаво е и сега, ги имаме сите услови за секојдневно реализирање на потребите. Но како и секаде, така и во Пирава, поголемиот број млади лица
Својата екзистенција ја бараат надвор од државата. Постепено се иселуваат, а нивите остануваат минато за сегашните жители. Ако порано свилената буба и бабурите биле секојдневие на жителите, сега пак главна екзистенција на местното население се лозовите и овошните насади. Повече 44 да кажем, ајде. 44-та терма веќе година. Така, Ја. бил животот порано овде во Пирава? Порано бил поарно. Поарно беше, по пари се ваѓаше, имаше вода, вие систему не беше, ваѓаме приход и се ваѓаше. А сега вие години тешко, нема вода, нема приход, нема пари. И ја, кој тај направено од приходот. Ја момчето работи во фармата. Со една плата живееме, јас сум домаќинка. Не работах нигде. Така. Каков е сега тука живото у Пирава? Има ли млади? Млади има, ама нема ништо. Работа има ли за млади? Нема. Нема. Ту у Пирава нема ништо. По конфекциите што одат младежот, тоа е работа. Плантажите во Анска река беше, тој имаше убава работа. И беа и запослен по 1300 души или колку беа во плантажите. А сега со 20 души са. Ја одат и нема. Земјоделие, се бават тука граѓаните со земјоделие? Се бават, со лозарство повеќе. И жита, чиничка, тоа. Абе, се се успеава. Кажаме, се се успеава. Ваа година ја полето го си имаме зимни зелки, а сега дојдеме браме земни зелки. Нема вода. Нема вода. Сега си избушиме сите виќе. По нивето секој има вода избушена, а воа нагоре карон, тешко, нема ништо што да се сее. Тешко за работа. Тешко е за работа. За младите, ние кога беваме млади, се имаше. Се, и ми имаше дек да изпаднеме се. Такво е. Земјоделие тука има ли? Земјоделие има. А? Зелка гледат, пченка, па јапонка садат сега. Па сега е по-добро, нели, за отпорано има кафичи, има повеќе дека да испаѓаат да шетат децата. Не, и порано може и мало, ама сега мислам ти е по-добро. За разлика од порано. Млади има се иселуват ли, има ли тука работа за нив? Има, за кој како, по-слабо, повеќе се иселяват, ама има. Има и работа, кој сака да работи, има. Ама има и многу што се иселяват. Повеќе земјоделие, да. Има и земјоделие, има и други работи. Има. Има тука зелка, бустан, грозде има, ама поретко. Сега повеќе на зелки, јапонски, има бустан, тоа е. Одејќи низ Пирава, го забележавме и Чичко Костадин, млад пензионер, кој речиси една година одгледува гулаби. Поголемиот дел од секојдневието го минува во својот дом, уредувајќи го дворното место, но и хранејќи ги своите гулаби. Денеска има преку 16 гулаби вртачи, кои му представуваат хоби и занимација, а слободното време го минува и на лов. Има веќе една година веќе, порано гледах, ама сега една година, кога сум пензиониран, веќе година време сходиш. Значи пред тоа, така, ослабо ги гледах. А сега сум пензиониран веќе. Пензионер од јануари, па наваму ги гледам. Така се занимавам со них, го користам слободно време да убием монотонија. Колку гулаби? 16. Имах повеќе, меѓутоа идат деца малечки, па ги сакат. И мајки им дам на деца, нека се занимават. Какви гулаби? Па има секакви, има. Повеќе овие што ги има ние, обично ги викаме вртачи, од тие повеќе ги се занимавам како пензионер, да имам, да користам слободно време да рекреирам со нив, да не мислам на работата, дека сум скоро веќе бех во локална самоуправа работен. Па сега сум од 10 јануар наваму пензионер.
И така да користам, се занимавам, ловджия сум и лов одам, се прошетавам, гулаби, лево десно, така да изпълнувам времето, го изпълнувам, да не усекам некои празнини още да работят, бидейки още некако не съм баш привикнен. Значи как е работа и това, да ви кажем право, негово селски живот, негово, що знам, за мен баш негово, zato što монотония, нема кай да се излезе, нема, да кажем, како пензионери, нема пензионерски дом, да оди на пензионери, да се събириме, да рекреираме. Луѓето, тако кризно време дойде, па повеќе пензионери се бават, имат стока, имат крави, имат кози, некои стокичка си гледат и нема слободно време да излегуват, да шетат, да кажем, да има некој пензионерски дом, да одиме да се събириме, па да разменяме мислење, па да играеме шахче или било карти, да занимаваме како пензионери. Аз съм млад пензионер, меѓутоа уште не съм навлезен у тия води, да кажем, вака, обично, меѓутоа дома јас обично, с овие галавица се занимавам. Сабота, да кажем, недела, излегувам на лов, одам се прошетавам малко. Има земеделие, имат зелка, имат повеќе лозарство. Сега оберна новија јапонските булки. Таму јапонските булки се најше обрнаа внимание на јапонските, бидејќи немат они некој трошок. Немат праскање, они са природно корен, тук има 2 корена, таму има 3. Тие са природни, тоа е чудо од дрва. Јас не знам колку може да кажем по един корен, по 200 кг, може и по повеќе 300 кг един корен береме, а сигурно на 150 ги фрле. Ги изфрля. И сега повеќе гледам одат на јапонска јаболка. А вие отгледавате ли нещо? Не, имам лозарство, имам аз 3 декара, около 3 декара и 3 ара, 3,5 декара имам лозарство. Со тоа се бавам, па сега имам некои парцели, како пензионер, сакам да ги сеам овощарство, да ги сеам ореви, бадеми, тие работи да ги сеам, да можем да одам едноставно да рекреирам таму в градина, како овощарство. Гледаш, кога ќе седиш овощарник, е друго, кога седиш таму ќе се тоа. Иначе нема, селски живот е малко монотонен, нема кај да излезеш. Црквата Свети Великомаченик Георги е изградена по земјотресот од 1931 година, односно во времето од 1932 до 1934 година. Храмот има убав надворешен изглед, со оградено дворно место и со 2 влеза, од северната и јужната страна, од двете улици. Според архитектурниот изглед, црквата има крстобразна форма со купола, која се потпира на 4 пиластри, поврзани со лакови. Меѓу првата припрата и куполата се издига камбанарија во западна насока. Меѓу првата припрата и куполата се издига камбанарија во западна насока, која има мощна, елегантна форма и е опремена со голема камбана. Иконографскиот репертоар го сочинуваат стари и нови икони, што потекнуваат од почетокот на 20 век. Иконостасот е изработен во времето кога се подигала црквата, а иконите ги насликал познатиот зограф Димитри Андонов Папрадишки. Црквата е реновирана 1996 година и е осветена од поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и Македонски, господин Михаил. Овој Божи храм е посветен на Свети Великомаченик Георги, што се прославува на 6 мај. Иначе овој храм е изграден од 1931 година до 1936 година. 1936 година е осветена и на тогаш навака дејство као свет храм на Свети Великомаченик Георги. Имало е уште една црква во село Пирава,
на делот на селото, исто и таа е посветена на Свети Великомачени Ѓорги, таа е постара црква, но од староста и од бидене е разрушена, така да од таму тие икони што се сега по зидовите донесени се во овој свет храм и тука се чуват, под заштита се. Иначе овој храм е реновиран 1996 година, комплетно што се гледа овие сводови, тие се бетонски. Иначе имало опасност до попуштање на куполата, гледаме да овој стил на градба немаме стубови, така да имало за потреба тогаш да се реновирана е. Во 2000 година исто е реновирана на дворешниот дел. На фасадата имаше појавено влага и од тогаш па навака има се изнаправено тука помошни простори, канцеларија, крштална, трпезарија, кујна од 2000-та па навака. 2012 година е пак реновирана надворешно, а фасадата комплетно и внатрешно надворешно и кровот е поправен, имаше некаде прокиснување, но тоа е санирано, така да сега за сега во овие услови се постигнати добро, функционира. Немаме некои така проблеми да ги наречеме, а имаме во план понатака, гледаме да немаме фрески во овој Божи дом, имаме на план, чекаме фреско сликари, во преговори сме, за да може да нацртаме и фрески. Планираме куполата да бидне осликана со фрески и во олтарот сега за сега, ама тоа не е пак малку квадратура, некаде околу 100 квадрати ќе бидне фреско сликано. Сега како кога ќе се отпочне, тоа не зависи од нас, од владиката, од сликарите, али сме во план. Нешто да кажеме за празниците, Пирава од времето има посетувано Божиот дом, има верници доста, и за времето на овие поранешни ситуации што се бидени политички, но останале луѓето во православието и останале со традиција да го посетуваат Божиот дом, поготово на поголемите празници. Имаме формиран од црковен хор Пирава Јосифо и Удово, мојата парохија. Ова година, 2014, некаде од февруари, веќе се обучени тие 10 членови што се во црковниот хор, и машки и женски, е составен од машки и женски хорот. Професорот ни е во хорот тука по музичко што предава во основното училиште, што го води хорот, така да имаме се работи на сите планови. Духови исто така е посетена доста црквата. Сите оние поголеми празници се посетена е црквата. Крштевки, слава на Бога, имаме, колку толку се намалуват, што ние секојаш апелираме на венчавки, на поголеми празници, за да чуват повише дечиња, што повише дечиња ќе изчуват, тие се побогати као родители, се мисли духовно, но може би од X причини се намалува бројот на крштевки као и на венчавки, а за жалост се зголемува за починати лица во парохијата. Мислам, тоа е насекаде, сме правиле молитби на нивони на епархијата и на поголемите места, по градовите, тоа е запазено, мислам, воочено дека се намалува бројот на
крштевки, на венчевки, а се зголемува на погреби. Во црквата Свети Великомаченик Георги функционира и црковен одбор. Истиот се грижи за уредување на внатрешноста, но и дворот околу црквата. Кога ќе дојдете до таму, ќе забележите дека навистина има прекрасен изглед, со убави клупи и столчиња, трепезарија, кои служат за одмор и спокојство на многобројните посетители, а и внатрешноста нема да ве остави рамнодушни. Тука сум повеќе години, уште како млад, не сум ни сега многу стар, меѓутоа сакам да кажам дека уште од помлади години, како верник и љубител на црквата, на верското живење. Ете, на некој начин се трудам, јас и другите колеги што сме тука како црквен одбор, да допринесеме за побогат духовен живот на село Пирава. Ние тука како црквен одбор настојуваме секој пат сите работи да бидат во ред, организирано така како што треба да биде според каноните на православието, за сите празници, за сите пригоди, па некогаш и за некои вонредни моменти кога има, што се вели, и за недобри работи, и за погреби, бидејќи тие не можат да се предвидат. Така да секој пат црквата излегува во пресред на сите потреби од верска смисла за граѓаните на Пирава од православна вероисповед. Така да во тој дел сме добро организирани. Како што спомена и отецот, за сите поголеми празници имаме посебна мобилност. Тогаш еве сега како што доваѓа Христовото раѓање, се спремаме за коледарскиот огин, за кршењето на лепчето во црквата. Таа традиција ја уведовме заедно со отец Драги пред едно 12 години, има сигурно веќе. Го замислихме тоа како една убава работа. Прво да се крши лебот во црквата на Бадник, тука да бидат сите верници, и старо и младо. Замислено ли беше тоа дека со тоа ќе направиме добар потек да има едно православно единство, значи народот прво тоа што го прави да го прави во име на Бога во црквата, а потоа секој ќе се оди дома и дома ќе се стори исто тука по традиција како што е од памтивек. Потоа за исто така за Велик ден се спремаме посебно за празникот, почнувајќи со постите и завршувајќи исто со кршењето на великденското јајце за Велик ден, кој се слави секако 3 дена. Па тука некаде е блиску и Ѓурѓев ден, храмовиот празник на нашето село и Нова црква. Така да за храмовиот празник, ако се паѓа во мрсно, се дава, порано се даваше јагнешко, значи народно кажано коч, меѓутоа со појавата на болеста бруцелоза и со неможноста да се контролира да евентуално не произлезе некоја несакана работа, од тоа се прекина со тоа, па после се помина на телешко. Така да, ако се падне пак во постно, тогаш се дава риба. Тоа е во главном околу овие по големите празници, исто духов ден кога ќе дојде, и тогаш има доста голема мобилност од наша страна, бидејќи и на тој ден има голема посетеност и за голема Богородица. А како дел од основното општинско училиште Јосип Броз Тито од Валандово, во Пирава веќе долго време постои подрачното училиште Гоце Делчев. Најпрво било наменето за дечиња до 4-то оделение,
а сега во него наставата ја следат и ученици до 9-то одделение. Училиштето ги има сите потребни услови за исполнување на школските обврски. Тука е повеќе наменското игралиште, мини спортската сала, а истото веќе е и енергетски ефикасно училиште. Поставена е термофасада, а со реализација на овој проект подобрена е изолацијата на училиштето. Во ова училиште моментално учат 155 ученика. Овдека во некои записи што сум читал за образованието низ Македонија е забележено дека уште некаде 1898 година, значи крајот на 19 век, од Енидже Вардарско е имало учител во Пирава, кој што меѓу другото ги учел децата и на нотно пеење. Иван некој Антонов, се сеќавам така Антонов беше. Имаме тука и слики во канцеларијата, може да после да ја сликате. И за време на Кралска Југославија постоело на ово место училиште. Има групна слика некоја од 1910 или 21, не сум баш точно сигурен, ќе ја видите после. И се разбира после ослободувањето таму некаде, после Втората светска војна, конечно учениците во Пирава учат на свој мајчин јазик. Најпрво некаде до 50-те години се учело до 4-то одделение, ова нижи одделение што ги викаат, децата во вишите одделенија имаат одено во Валандово. Иначе растојанието помеѓу Валандово и Пирава овозможува да Пирава нема потполна осмолетка, бидејќи е многу геоположбата многу блиско до градот, на 4,5-5 километра. Долго време, тамо 70-те, 60-те години, училиштето е било под децата патуваа за Валандово. Вишите одделенија патуваа за Валандово, но некаде 95-та година се дојде до еден заклучок да се создаде во Пирава подрачна осмолетка. Значи да не биде подрачно училиште од 1 до 5 или старо од забавиште до 4, ами да биде од 1 до 9 одделение, сега што го викаме, и во моментот имаме околу 155 ученика, бројот на учениците е тоа. Паралелките се од 1 одделение до 9 и условите за работа се добри, можам да кажам. Училиштето работи во 2 смени. Приоритет мој и на градоначалникот во иден период ќе биде да изградиме уште 4 училници ни требаат, за да конечно ова училиште работи во 1 смена. Иначе, во последните години, во последните 5-6 години, 7, во ова училиште се има многу инвестирано. Најпрво, таму некаде, да се вратам назад, таму некаде 91-2 година, кога Македонија стана независна држава, една од инвестициите беше изградба на мини спортска сала. Поминаа 20 години, некаде од 2006-2007 година навамо, се дојде до буквално целосно реновирање на училиштето. Најпрво се изгради помошни игралишта, повеќе наменско игралиште, ќе го видите после со вашата камера и гледачите да го видат, со трибина во која што учениците играат мал фудбал, ракомет и така натаму. Летно време на него се одржува турнир меморијален во мал фудбал, мислам таму некаде во мај месец. Се разбира, приоритет е игралиштето е приоритет повеќе наменското за ученици, но во малите места во селата, во малите приградски населби, дозволено е и граѓанството да спортуваат на овие мали спорти. Напред тамо на влезот во училиштето има проширен е дворот, има направено спортско игралиште со кошарка. Тоа е околу условите за спорт и овдека близу имаме мини спортска сала која што исто така е реновирана за зимно време, дечињата да имат услови за тренирање, да ја обават наставата по физичко. Гледате и самите дека училиштето е компјутеризирано. Еве, имаме
кабинети по информатика, тоа што рековме за секое дете, нели, компјутер. Во предметот музичко во другите кабинети имаме услови пијано, тоа што треба да го имат децата. Во градбата на училиштето е реновирано некаде 2012 година, јас мислам во мое време, е направена енергетска ефикасност на училиштето. Сега знаете, најновите градби не се дозволени без таа енергетска ефикасност и можам да ви кажам дека училиштето со новата столарија, овие алуминиумски врати прозори, училиштето енергетски е заштитено максимално по сите прописи и можам да се похвалам дека и во потрошувањето на нафта, значи училиштето не се грее на дрва, веќе долго години, значи на нафта доста заштедуваме енергија, впрочем и сега и тоа е поентата, да се енергијата заштеди колку што можеме повеќе. Жителите на Пирава навистина треба да се горди на своето населено место. Имаат се што им е потребно за секојдневно живење и реализирање на секојдневните потреби. А за да биде комплетно, веќе десетина години функционира и установа за згрижување на деца од предшколска возраст. Градинката е детско катче, наменето за дечињата од 3 до 6 години, каде со помош на своите воспитувачки го поминуваат по големиот дел од денот. Оваа група во село Пирава постои веќе градинката 10 години и е хетерогена група на возраст од 3 до 6 години. Пречекот на децата од 7 часот до 7:30, при што следува појадок, потоа имаат ручек и на крајот имаат ужина. Децата, појадокот им е до 8 часот, од 8 до 9 часот имаат слободни активности, од 9 часот веќе почнува наставната активност, односно некоја активност која што е предвидена во текот на тој ден. Значи, групата е до 3 часот, престои овде во градинката и во рокот тој временски период тие имаат и слободни активности при што се играат овде со многу бројни играчки. Имаме слободни активности каде што излегуваме надвор, например во дворот на градинката, во училиштето и во паркот. Значи, бројот во оваа група се состои од 20 до 27, капацитетот толку, бидејќи толку дозволуваат условите според квадратурата. Ова е крај на приказната за село Пирава, најголемото населено место во општина Валандово. Раскажувањата на жителите секогаш ќе бидат во нашите сеќавања, а интересните приказни се надевам дека ве заинтересираа и вам и вие разбудија желбата за посета на ова прекрасно населено место.